Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно ново издание на емисијата Ваш термин. Знаете дека секој понеделник, точно во 17:10 сме со вас за да ве информираме за сите оние проблеми со кои што се соочувате во секојдневието со здравјето. Денеска ќе говориме на една друга тема, не за проблемите со здравјето, меѓутоа ќе проговориме малку повеќе за витамините. Бидејќи ние веќе 2 години практично бевме во ковид пандемија, пиевме многу суплементи, додатоци, витамини и така натаму, нели за да се го подигнеме имунитетот, меѓутоа одлучивме токму поради тоа да знаете всушност зошто се толку важни витамините во секојдневната исхрана и како секој витамин и зашто е корисен за нашиот организам, ќе да знаете во денешното издание на Ваш термин, а со мене во студиото е Татјана Павлова, која што е нутриционист и ни доаѓа од Витанова. Татјана, добре дојде. Добар ден, поздрав до вас и до гледачите покрај малите екрани и ви благодарам уште еднаш за укажаната можност да говориме за една вака значајна тема. Така, размислувавме што да биде нели темата за денес и одлучивме да проговориме за витамините. Досега не сме говореле во Ваш термин и добро ќе биде нели да кажеме се до нашите гледачи општо за витамините, значи кои се витамини треба да ги внесуваме, кои практично витамини се, зошто служат и така натаму. Па на почеток ајде да ни кажете што се всушност витамините. Витамините се градиви единици. Значи, кога ќе почнеме намирниците да ги делиме на две групи. Макронутриенти и микронутриенти. Во макронутриентите ни влегуваат оние три главни категории кои што ги внесуваме преку храната, тоа се јаглените хидрати, протеините и мастите. Додека витамините и минералите ги велиме дека се микронутриенти. Што значи тоа? Дека без нив нашето тело не може да функционира, односно одредени метаболитички процеси во организмот не можат да се одвиваат. Карактеристично за нив е што нашиот организам не ги создава сам. Па поради тоа мораме да ги внесуваме на некој начин преку храната. Доколку се појави, доколку почувствуваме одредени симптоми, не е случајно да се посомневаме дека одреден витамин нас ни недостасува. Поради тоа, значи, буквално со секој внесен залак преку храната, ние внесуваме одредена количина на витамини. Меѓутоа, колку тие витамини ќе бидат абсорбирани од страна на нашиот организам, тоа зависи индивидуално од секој организам. Значи, витамините постојат две главни групи на витамини, што велиме, и на човековиот организам за да функционира правилно, значи пред се он имаат и регенераторна функција, подкрепувачка функција и функција за општото здравје или како што кажавте претходно дека ги консумиравме доста во времето на пандемијата, значи за подкрепање на имунитетот, значи за целокупното општо здравје и функционирање на организмот тие ни се потребни. Меѓутоа, кои витамини ни се на дневно ниво потребни? Јас тука би дала акцент и би се насочила повеќе во таа насока. Витамините ние ги делиме на две групи. Витамини кои што се растворливи во вода и тука првенствено би му дала предност како најголем антиоксидант на витаминот С. И 8 витамини од групата Б. Ги велиме и како Б-комплекс, меѓутоа понатака ќе ги поединечно разгледаме. И оние што се раствараат во вода, уште ги викаме и хидросолубилни. Може некаде и така да ги сретнете под тој назив. И постојат витамини, кои што се исто така од суштинско значење, кои што велиме дека се раствараат во масла, во масти или липосолубилни витамини. И тука се витаминот А или ретинол, витаминот Д, кој што уште велиме и дека е хормон, ќе објасниме зошто е тоа така, потоа витаминот Е, значи исто заедно со С витаминот е еден од најголемите антиоксиданти, и витаминот К. Значи, витамините не само што ги земаме преку храна, убаво кажавте, тие се на голем интерес и од страна на медицината, фармацевската индустрија и индустријата за храна. Во оној сектор во кој што моментално јас сум вработена. Така. Па ајде да почнеме од почеток. Првено растворливите во вода? Да почнеме од почеток и нели секогаш првенствено место би му дале на витаминот С. Витаминот С значи нас ни е познат уште и како аскорбинска киселина.
Зошто е значаен? Значи, значаен затоа што првенствено тој учествува во градење на одредени ткива во нашиот организам, како што е колагенот, како што е сврзното ткиво. Значи, многу често знае да ни се случи, многу често, доколку сме во дефицит, се зборувам, со витамин С, може да се појави и крварење на непцата. Значи, доколку се појават пукање на капилари, значи, исто тогаш ни недостасува витаминот С. После тоа витаминот С учествува и во градбата на коските. Гледате колкава му е улогата на витаминот С. Интересно за него е што не може, ова не спомнав генерално кога зборував за витамините, дека може да се појават две состојби на хипер и хиповитаминоза. Хиповитаминоза е кога ни недостасува одреден витамин, а хипервитаминоза кога сме презаситени. Сега, од одредени витамини може да се случи хипервитаминоза, додека од одредени витамини не може да се случи. Од кои не може? Ајде, од С витаминот. Значи, колку да го консумираме, се излачува преку урината. Преку урината, да. Значи, не може да ни наштети. Да. А кои се тие кои што се, како да кажам, може нешто да ни наштетат ако ги консумираме повеќе? Знам дека нешто се зборуваше за витаминот Д, ако нели кога го пиевме. Првенствено, да, витаминот Д. Витаминот Д, меѓутоа ќе кажеме и за Д витаминот, за неговата предозираност, меѓутоа да стигнеме. Не е добро да го земаме витаминот А како суплемент ако веќе не сме сигурни дека навистина ни недостига. Витаминот А ќе објаснам после каде тој све се лачи и која е категоријата на пациенти, би ги рекла, кои што имаат одреден проблем и кои што треба да внимаваат со неговиот внес. И ќе го кажеме тоа зошто, меѓутоа да ги завршиме прво растворливите во вода. Да. Значи, витаминот С, како што кажав, игра многу голема улога. Значи, он е еден од најголемите антиоксиданси. Постојано велам дека нашиот организам е вечно во борба со слободните радикали. Зошто? Затоа што ние не можеме 100% да се заштитиме од надворешните влијани. Така. Па поради тоа, витаминот С на дневно ниво ни е потребен повеќе од што треба. Так. Најчесто од каде го внесуваме? Од свежата храна, односно од овошјето и зеленчукот. Интересно за него е што он во нашиот организам постепено се губи. Так. Значи не се складира во ниеден орган, но е доста значаен за секоја клетка е значаен. И зошто во зимскиот период ќе го споменам, зошто тогаш се случува имунитетот да ни падне и да бидеме подложни на настинки. Зашто? Затоа што тогаш немаме доволно свежа храна. Не консумираме, особено популацијата која што не консумира многу овошје и зеленчук, тогаш нели цитрусите ограничени сме. Имаме намирници кои што содржат витамин С, меѓутоа некако во летниот период. Сега на пример така, точно, поголема е палитата, сега во изобилие имаме. Но позитивно е за него што, ете рековме, не се складира, се отстранува преку урината и поголеми дози од витамин С-то не се штетни. Вака како преку храна, значи би рекла дека најмногу е содржан, ќе се изненадиме, меѓутоа пиперките содржат многу повеќе витамин С. Да, јас сум го слушнала, отколку цитрусите. Дури свежи ако ги консумираме повеќе имаат витамин С. Значи после тоа цитрусите ни се на второ место, шипинките, значи ете еден чај од шипинки доста витамин С содржи, црвените овошје и зеленчуци, црешите содржат многу витамин С. Така да навистина имаме голем избор од каде све можеме да го консумираме витаминот С. Наредни ни се витамините од групата Б. Да, така, многу се интересни, витамини кои што се навистина многу значања и секој од нив навистина има една многу, како да кажам, голема примена во нашиот организам, секој поединечно. И затоа можеби понекогаш добро ние да си понекогаш, ако бидејќи не можеме или секогаш се преку исхраната да внесеме, било добро можеби да внесеме и како суплементарна таблета, значи додаток во исхраната. И само би сакала да прашам дали има некои симптоми кои што може да ни посочат дека ни е потребен или ни недостасува витамин Б, вклучително Б комплекс. Вклучително Б комплекс, да. Значи витамините од групата Б или Б комплексот директно делуваат на нервниот систем. Така. Значи, луѓе кои што се можеби премногу
појава на депресија, губење на меморија, значи малаксаност, Развразливост, кај постарите лица брза појава на деменција, и така натаму, значи има доста симптоми кои што водат кон тоа дека ни недостасува витамин Б. Витаминот Б исто така претежно го внесуваме преку храна од растително потекло, единствено исклучок е витаминот B12, кој што мора да консумираме храна од животинско потекло за да ни биде нас достапен. Во главном од групата Б витамини најчесто и нас најпознати ни се, бидејќи и најмногу како суплементи ги користиме витаминот B6, фолната киселина и витаминот B12. Меѓутоа тука ни се витамин B1, B2, B3, B5, значи и тие имаат одредена улога, дури и ќе се изненадиме кога ќе спомнеме колку е важна и нивната улога. Ајде вака поединечно за секој нешто. Витаминот B6 или пиридоксин. Значи едноставно тој директно влијае на нервниот систем. Зошто ни е потребен? Затоа што го помага лачењето на допаминот. Значи допаминот е еден од хормонот на среќата. Значи за расположение, за добар сон исто така ни е потребен, за подобрување на концентрацијата исто така многу голема улога игра витаминот B6. Пиридоксинот најчесто ќе го најдеме во житарките, во бананите, значи има голем избор на храна од каде што може да се консумира. Општо ќе кажам за витамините Б зошто ни се потребни. Ние сите сме љубители на сладки, особено кога консумираме рафинирани шекери. За нашиот организам да ги преработи користи големо количество на витамини Б. Сите резерви кои што ги имаме во организмот, буквално шекерите нас не ги трошат. Гледате колку е голема улогата. Значи, за оние кои што сакаат благодетот да се консумираат Б комплекс. Да, многу пати, значи, ние сме скептици дека не сакаме таблетарно да внесуваме, но кога ќе се потрошат резервите од друга страна во одредени физиолошки процеси, и како суплементацијата ни е потребна. Значи, зборувам во одредени случаи. Така е, да. Дозите секогаш ги оставам на докторската пела, значи, си има одредени... Тие знаат како треба и што треба да препорачат. Значи, дозата првенствено зависи од возраста. Една е кај новороденчиња, друга е кај деца, трета е кај возрастни, четврта е кај стари лица. Поради тоа, значи, не би се водела секој витамин колку, тоа повторно оставам на медицинските лица. Наредната ни е фолната киселина или јас би го рекла витаминот на расположението. Фолната киселина особено е значена во бременоста, особено се обрнува внимание, бидејќи најмногу влијае на правилниот развој на плодот. Дури препорачуваат гинеколозите не да се консумира како додаток. Да. Број 1 е меѓу оние суплементи кои што трудниците треба да ги консумираат. Се наоѓа во лиснатиот зеленчук, еден од изворите од храна на фолната киселина. Скушата би ја спомнала како извор на фолна киселина и така натаму. Витаминот B12 или како што реков, доколку сакаме да се спасиме од анемијата, тој ни е многу значен. Кога ќе приметиме замор, тешко да ги извршуваме нашите функции, секојдневни функции, што прво губиме концентрација, прво велиме можеби сме анемични, Ете преска за витаминот С што не спомнав, ќе се надоврзам сега кога ќе ја спомнам ситуацијата на анемијата. Бидејќи витаминот С е доста и фотосензитивен и нестабилен. Значи термолабилен, значи на високи температури многу брзо испарува и фотосензитивен, рековме, кога доаѓа во контакт со железото, значи за да имаме добра апсорбција на железо, ни е потребно витамин С. Значи B12 исто така игра улога. Веганите и вегетаријанците задолжително суплементарно го земаат. Зашто? Затоа што тој се зема извор е исклучиво храната од животинско потекло, како што е црниот дроб, пилешкото месо, другиот вид на живина и така натаму. Значи B12 е единствениот витамин, зборувам од Б групата, кој што води потекло од исхрана од животинско потекло. После тоа би го рекла витаминот B1. Витаминот B1 игра улога многу кај лица кои што страдаат од алкохолизам, кај лица кои што се потхранети, така да кај нив обично се јавува како недостаток и тука им е најпотребен. Поради тоа
лицата, особено кои што страдаат од алкохол, во поголеми количини треба да го земаат витаминот B1. Витаминот B2 или рибофлавин. Рибофлавин. Тоа е еден многу важен витамин. Важен витамин за општиот имунитет, за општото подкревање на имунитетот. Мислам дека и за мускулните проблеми точно, помага. за здрава кожа, за одржување на мускулната токму како болки, проблеми така. Да, јас само се надоврзувам за цревната слузница, за создавање на крвните зрнца и така натаму. За општиот имунитет витаминот B2 ни е доста корисен, значи се наоѓа во јаткастите плодови, потоа во зелениот зеленчук и него го има исто во некои трагови во млечните производи и во месото, така. Витаминот ниацин или витаминот B3. Сега тој ни е интересен бидејќи он помага во разградување на храната, значи он учествува во процесите на преработка на храната и да ја претвори во енергија. И нешто што е интересно за витаминот B3 е тоа што он може да ни помогне во намалување на нивоата на холестерол. Кога кај пациенти кои што се соочуваат со покачени вредности на холестерол и би ја спомнала на крај витаминот B5 или пантоненската киселина или витаминот на правилниот развој на хормоните. Значи учествува во многу метаболитички процеси во нашиот организам и поради тоа е толку значен, значи за правилна синтеза на хормоните во нашиот организам, витаминот B5 или пантоненската киселина е број 1. За сите хормони? Да, општо земено за велиме за целокупниот хормонален статус. Така на една личност. Така, и од прилика тука некаде ги заокруживме оние витамини кои што се растворливи во вода. Така. Сега се префрламе на оние растворливи во масла. Би се префрлиле точно. Тоа се 4 витамини, кои што се многу значени, меѓу нив е и витаминот D. Витаминот D ќе го спомнам бидејќи доста го користевме во време на пандемијата и би почнала од него. Значи постојат помеѓу научниците постојат се уште некои дилеми дали е хормон, дали е витамин. Многу го сврстуваме во хормон или прохормон, јас би го рекла. Зошто? Затоа што он игра многу голема улога во транспортот на калциум и фосфор. Значи, многу голема улога. Знаеме дека недостатокот на витамин D вообичаено е предуслов за појава на рахитис. Значи, тоа уште што се вели децата кога ќе се родат, нели, почнувајќи да ги користат оние капки D3 кои што ги препорачуваат до одредена возраст, нели, за да се оформат правилно и да имаат здрави коски, па се потоа преку текот на животот, ако треба, нели, некој да консумира, веќе кога ќе дојдат па во некои подоцнежни години, кога ќе се јави проблем со остеопорозата и така натаму, претпоставам дека и тука се вклучува како додаток. Витаминот D уште го велиме и сончев витамин, зашто велиме дека зимскиот период ни е потребна суплементација, бидејќи тогаш деновите ни се пократки, не сме толку изложени на сончева енергија и така натаму. Меѓутоа и тоа све се зависи од возраста. Значи, витаминот D е најсконцентриран кај најмладата популација, односно кај дечињата. Па веќе споредам, ако еден адолесцент преку сонцето може да синтетизира до 75% витамин D, возрасен човек над 50-та година само 25%. Значи, колку нас не недостига на повозрастите. Значи, возраст игра многу клучна улога во синтетизирањето на витаминот D, зборувам преку сонцето. Поради тоа, јас некогаш и се сложувам дека и во летниот период по старата популација треба да се... Бидејќи тие и секако многу не се изложуваат на топлина, нели, бидејќи се опшно, нели, бидејќи заради возраста и заради штетното влијание, пак мора да бидат позацкриени, што се вели, од сонцето и токму поради тоа можеби и повеќе им треба за да консумираат. Токму така и тука ќе се надоврзам стилот и начинот на живење. Например, доколку живееме во градска средина, како што кажавте, во текот на денот не сме многу изложени на сончева енергија, претежно работиме во затворен простор, нормално е да имаме недостаток.
А замислете некој земјоделец кој што во текот Постојано најголемиот дел од денот е изложен на сонце, кај него на пример количината на витамин Д е потребата од витамин Д е помала за разлика од некој кој што живее во градска средина. Сега витаминот Д, што би кажала за некој дека е термостабилен. Значи рековме дека се раствараат во масти. Значи неговата преработка иде преку црниот дроб, преку жолчката и така натаму. Повторно ќе кажам дека дозата треба да ја оставиме на докторите, они да си препорачаат, меѓутоа обично дозите се мерат во некои интернационални единици, па би кажала дека 1000-2000 зависи колку. Така, значи во време на ковид дури до 4000. Да, до 4000. Оние кои што практично беа со вирусот им препорачуваат дури од 2 до 4000. Да, знаете што е интересно? Во една студија што имам прочитано и реално и на вистина е така, гојазните личности дури не им се препорачува изложување на сонце, а им се препорачува поголема доза на витамин Д. Значи, што е тоа така? За да се разгради масното ткиво, бидејќи велиме дека витаминот Д се раствара во мастите. Да. Значи, оние имаат повеќе адипозно, односно натрупано масно ткиво, токму да помогне во тој процес. И тоа е една интересна констатација. Така, витаминот Д исто така е значен, како што реков, најчесто го има во месото, рибата ни е голем извор, рибиното масло исто така содржи витамин Д и така натаму. Сега да се вратиме на ретинолот или на витаминот А. Оно за кој што кажавме дека е малку специфично ако го се предозираме со него, што може да се случи? Витаминот А или ретинол е најодговорен за нашата острина на видот. За острината на видот. Тој е многу интересен, бидејќи него го добиваме и од храна од животинско потекло и од храна од растително потекло. Храна од животинско потекло, тука ни се јајцата, млекото, путерот. Добро. И сега ќе се надоврзам како индустријата е поврзана, значи денеска постојат и формулации на маргарин, на пример, кои што се збогатени со витамин А. Значи, витаминот А исто ќе кажам дека е термостабилен, не оксидира брзо, се раствара во органски растворувачи и во масла. Значи, витаминот А ги спомнав кои се изворите на храна од животинско потекло, меѓутоа нас најпознат извор од храна од растително потекло ни е бета-каротенот. Бета-каротенот, да. Една емисија за... Да, каротеноидите кога ги спомнавме, еве сега се... Морковот. Да, баш морковот, значи морков, кајсија, тиква, све што е по... Значи каротеноидите се движат од жолти до портокалови. Така им беше бојата, нели е одговорна за... Зато и така се наречени. Точно. Значи, витаминот А, како што рековме, значи се раствара во мастите и неговата синтеза, односно он знае да се депонира во црниот дроб. Така. И поради тоа може да дојде до хипервитаминоза, може да се случи и заради тоа треба малку да внимаваме со консумација. Како што рековте, доколку не сме 100% сигурни, да не го земаме на своја рака дополнително, зборам, суплементарно преку храна, како и да ќе се метаболизира. Меѓутоа, доколку знаеме дека имаме проблем со жолчката, со црниот дроб, со одредени метаболни функции, да не го земаме како суплемент. Да се внимава многу, бидејќи знае да се задржи, односно знае да се депонира во црниот дроб. Така, значи сепак да се внимава многу да се внимава кога станува збор. Уште еднаш да потенцираме за оние кои што имаат проблем со црниот дроб, панкреасот, тинкот од цревове, тука можам да прочитам. И сепак нели да се консултираат со лекар, да не се случи да се како да кажам, да се абсорбира повеќе во црниот дроб, уште повеќе некој проблем. Значи тука веќе станува збор за хипервитаминоза. Значи сме внеле повеќе нешто од тоа што треба. Од тоа што ни е треба. Витаминот Е? Витаминот Е кај нас се познати како витамин на младоста. Така, да. Или велиме, меѓутоа најголемата негова улога што јас би ја кажала дека витамин на стерилитетот.
Така. Витаминот Е, заедно со витаминот С, Светската здравствена организација ги смета како едни од најголемите антиоксиданси. Витаминот Е го има во повеќе форми, значи уште е познат и како токаферол. Да, и го имаме токаферол алфа, токаферол бета и токаферол гама. Кој е најискористлив и за кој фармацевската индустрија најзаинтересирана? Тоа е токаферол алфа. Значи, го има како само витамин Е да се консумира? Како токаферол. Како токаферол, да. Ако сакате суплементарно да го купите, да, го има како токаферол. Постои. Така. Значи, зашто ние, како што реков, е витамин на плодноста. Значи, многу голема улога игра и во женскиот и во машкиот стерилитет. Особено значаен и за плодот. Доколку го нема во доволна количина, не дај Боже, може да дојде до прекинување на бременоста и така натаму. Колку значи навистина голема улога играат витамините, а ние не сме ни свесни. Витамините, што е најзначајно, не ни се потребни во големи количини, како што кажав. Туку во доволни за да може да ни помогнат во функционирањето. Нивното присуство и во мали количини на нашиот организам на вистина му носи бенефит. Затоа нив ги сметаме за микронутриенти. Како ги спомнав преска макро, кои ни се на вистина неопходни и во одредени количини во текот на денот, и микро, каде што влегуваат витамините и минералите. Ќе одвоиме и друга емисија конкретно за минералите да разговараме, меѓутоа од овие витамини што денеска ги спомнуваме, овие се оние 13 кои што навистина на организмот му се неопходни. Така, па дури и во мали количини, како што кажавте, не мора да е во нешто екстремно. Витаминот К. Сакам да имаме време за си, затоа гледам на часовникот колку. Значи витаминот К. Витаминот К се повеќе се популаризира и драго ми е што е така. Значи и тој се состои од повеќе витамини К1, К2, значи содржи комплекс. Јас би го кажала, доста е актуелен сега, велам дека тој е пријател на кардиоваскуларното здравје. Витаминот К уште велиме и дека е еден вид и електролит во нашиот организам. Зошто? Затоа што го регулира нивото на натриум. А натриумот најчесто го внесуваме преку солената храна. А солената храна 75% Светската здравствена организација вели дека ја внесуваме од намирници кои што ни се купени од рафтовите во продавниците. Значи, како што имаме во храната скриени шеќери, така имаме и скриени соли. Така. А дневната препорачана доза на сол е 1 лажичка дневно. Па така, луѓето кои што страдат од хипертензија, од артеросклероза, од кардиоваскуларни заболувања, особено треба да бидат внимателни со внесувањето на сол. Сега, тука е витаминот К. Многу често, значи, кардиолозите не случајно го даваат во суплементарна форма. За оние кои што имаат проблем со срцето? Да, точно. Да, значи витаминот К токму поради тоа, бидејќи ги контролира, велиме дека е еден вид електролит, бидејќи ги контролира нивото на натриум, односно солите. Ни ги регулира солите во организмот. Исто така, прави баланс. Витаминот К игра многу голема улога во коагулацијата на крвта. Значи, без него не е возможна коагулацијата. Рековме, знаете каде го има витаминот К, сега ќе спомнам едно овоштие, скоро имав излагање за него, кое што велиме дека е пријател на кардиоваскуларните заболувања, тоа се црешите. Нешто што ги истакнува црешите е токму количината на витамин К. И затоа велиме дека заболените од кардиоваскуларни заболувања треба да консумираат цреши. Ќе кажам, на 100 грама цреши од прилика околу 160 милиграми витамин К се наоѓа, што некаде ни обезбедува од 10 до 12% од дневните потреби. Така да, исто така се наоѓа во храна од лиснатиот зеленчук, може да го најдеме во зелката, во крстоцветните растенија и така натаму. Што друго би кажале за витаминот К? Од прилика тука некаде ја заокружуваме. Само да ни кажете за витаминот А, каде го има, во кои
производи во кои како да кажам намирници или овошје и зеленчуци. Витаминот А го спомнавме дека се наоѓа во храна и од животинско и од растително потекло. Храната од животинско потекло беше јајцата. Да, млекото, да. путерот. Значи, да. исто така рибиното масло. Не знам за кој од ми се чини дека за некој од овие што се растворили во масти нешто не спомнавме околу во тоа кај се наоѓаат. Дали беше за ова што беше предходниот витамин D или не знам за што споревме предходно, за витаминот D или за витаминот Е во кои намирници го има? Да, витаминот Е. За него не спомнавме, за витаминот Е. Витаминот Е обично најчест изворни се маслата или маслодајните култури, да. И поради тоа велиме витаминот Е особено ни е потребен сега во летниот период. Така, да. И бета-каротенот ни е многу потребен во летниот период, односно витаминот А. Зошто? Поради кожата, да. Затоа што витаминот А значи исто е значаен за обновување на епителното ткиво, за слузницата. Не само за, нели, како што рековме, за острината на видот. Потоа витаминот Е исто така е многу потребен за кожата. Зашто велиме дека е витамин на младоста? Да, затоа и многу често се наоѓа во кремите, нели? Така? Да. Содржат витамин Е за да... И поради тоа маслата во летниот период не треба да ги избегнуваме, затоа што тие се голем извор на витамин Е, особено сончогледовото масло. Значи лененото масло го има секаде во семињата, го има во јаткастите плодови, во оревите, во бадемите. Така да една рака оревчиња или бадеми денеска и тоа како може да ни помогне да си ги снабдиме, да се снабдиме со количина на витамин Е и со здрави масти. И некако и секојаш се напоменува да се јадат јаткасти плодови, барем по една рака од сепони, што помалку, заради сите тие витамини кои што ги напоменуваме секојдневно, се корисни и за крвните садови и за целиот наш организам, што се вели за да функционира како што треба. Тања, тука некако ќе ги завршиме овие витамини за кои што говориме, малку ќе кажеме нешто за онаму каде што нели си ти вработена, кажав и ќе потенцирам уште еднаш, еве ние почнуваме соработка и како да кажам со Витанова, затоа и Тања е денес тука и некако се надевам дека нели ова што го договараме ќе биде така и ќе ни бидат покровители во следната сезона која што ќе биде нели 10-та поред и се надевам дека ќе направиме убави промени и за гледачите нели и воопшто да биде секако што треба. Витамините од Витанова. Така. Вака ви благодарам што ми отстапивте простор за овој дел. Значи, Витанова е компанија која што е застапена на пазарот веќе 16 години. Значи, Витанова има многу тесна соработка со повеќе индустрии. Тука би ја кажала прехранбената индустрија. Имате и здрави производи што можеме и да ги видиме по маркетите. Ќе објаснам, значи ја покриваме прехранбената индустрија, ја покриваме фармацијата, диететските и суплементарните додатоци. Значи, нешто што е карактеристично за Витанова и што е интересно е компанија која што сама по себе има и развој на производи. Значи, на стопанството тука му излегуваме во пресред. Буквално со нашиот стручен тим сепак имаме соодветна експертиза која што ги познава сите законски регулативи да се донесе денеска производ на пазарот. Не е едноставна. Не е едноставна процедура. Поради тоа ние мораме да бидеме запознаени со сите технолошки процеси и регулативи кои што постојат на пазарот со цел, значи, во тој поглед како да кажам, на некој начин им заштедуваме и време на компаниите. Ние работиме за нив, ги обезбедуваме со суровини. Ете, витамините ни се дел од суровините. Значи, со цел да ги добиеме тие производи, ние сме во постојан контакт со институциите, значи имаме поддршка од најразлични високообразовни институции, кои се технолошките факултети, после тоа соработка со најразлични лаборатории, соработка со Агенција за храна и ветеринарство и така натаму. Така да секој од вработените си едноставно обучен во својот дел и буквално на клиентите сме им достапни
секогаш кога сме им потребни и со суровина, и со стручен совет, па и во делот на развој на производ. Мене ми е многу драго што започнуваме на соработка и што ќе бидете покровители на емисијата Ваш термин. Останува соработката, како што кажав, ќе во новата сезона ќе се гледаме повторно, ќе направиме да биде се она што треба да биде достапно како информација до нашите гледачи. Тука некаде ќе ја заокружиме денешната емисија со уште едно потенцирање до нашите гледачи зашто се важни витамините практично за сите оние што говоревме досега да ги внесуваме и да ги имаме во нашиот организам, значи зашто се толку корисни, некако така да се одјавиме. Уште еднаш да потенцираме. Значи, пак ќе кажам, витамините учествуваат во многу метаболитички процеси во организмот, иако не во големи количини, сепак му се потребни на организмот. Имаме доволно извори преку храна каде што можеме да ги внесуваме. Ако забележиме некои симптоми, тогаш можеме да се консултираме со лекар, па да видиме што нешто ни фали, па да можеме како суплемент да го внесеме. Токму така, значи да не се избегнува оној дел не сакам суплементи, значи кога е потребно, навистина, да. Значи и јас сум за секогаш да се внесуваат преку храна. Меѓутоа понекогаш навистина е потребно да се внесат и суплементарно, бидејќи навистина учествуваат во многу метаболитички процеси. И навистина ни се потребни. Поради тоа секогаш велиме разноврсна исхрана. За да можеме од сепо нешто да внесеме. Тања, јас тука ќе ти се заблагодарам за денес. Се надевам дека се тоа што го кажавме за нашите гледачи беше доста интересно, уште повеќе што убаво исцрпно беше излагањето во однос на витамините, по конкретно нели за секој витамин, со што е корисен, па каде можеме да го најдеме ако сакаме да го исконсумираме. Останува само на нашите гледачи нели да ги послушаат овие информации, нели да ги забележат ако нешто им треба, па да се исконсултираат со нивниот лекар ако почувствуваат некои од симптомите кои што ги посочи Тања, можеби замор, што беше друго Тања, iscrpenost, анемија и така. Летаргичност. Ако почувствувате некои невообичаени симптоми за кои што нели не сте ги чувствувале претходно, тогаш да се консултирате со вашиот матичен лекар, да видите кои витамини ви се потребни за да си ги внесете пак како суплементи. Ти благодарам уште еднаш. Ми благодарам и на вас, ви посакувам убаво лето и се гледаме во наредната сезона. Се гледаме, да. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес. Се надевам дека ете со сите овие изданија на Ваш термин бевме интересни во однос на информациите и во однос на сите оние разговори кои што ги водевме. Тука некаде би требало нели да ни заврши оваа сезона, малце ќе одмориме, а со нови сили се надевам со ново руо на емисијата Ваш термин се гледаме негде во септември. Ви посакувам пријатен остаток од денот, убави летни денови и убави одмори, а ние секако ќе се видиме во новата сезона.